Ракетите на Хезболах во неделата допреа подлабоко во Израел отколку кога било од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас пред речиси 1 година. Иако повеќето беа соборени, училиштата ширум Северен Израел беа затворени, а болниците во Северен Израел се префрлеа под земја. Еден 17-годишник загинал кога изгубил контрола над автомобилот, што го возел за време на ракетна сирена. Хезболах соопшти дека ракетниот истрел бил насочен кон воздухопловната база Рамат Давид во близина на северниот град Хаифа. Неколку домови беа оштетени додека жителите се криеа во засолништата. Не мислевме дека ќе стигне до тука. Никој не го сака ова. Навистина е тешко. Не е лесно, се ближат празници. Кој знае што ќе се случи? Со Божја помош можеби ќе биде подобро. Во Либан илјадници луѓе присуствуваа на погребот на Ибрахим Акил, убиен од Израел во воздушен напад во петокот во Бејрут. Заменик шефот на Хезболах Наим Касем рече дека нападите врз Израел ќе продолжат. Заканите нема да не спречат и не се плашиме од најлошото сценарио. Подготвени сме да се соочиме со сите воени можности. Израелските аналитичари велат дека Хезболах претрпе тежок удар во изминатата недела, почнувајќи кога илјадници пејџери експлодираа во сложената операција што и се препишува на Израел. Тоа беше штета што предизвика многу конфузија и ја оштети командата и контролата на Хезболах како организација. Навистина е тешко да се има организацијско однесување на армијата кога немате начин да комуницирате и кога 3000 ваши команданти или воени оперативци во основа не можат да функционираат. Во исто време, таа рече дека Хезболах се уште има значителни способности и десетици илјади ракети. Израелскиот премиер Бенјамин Нетјанаху рече дека нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври бил неиспровоциран и Хезболах се приклучил на нападите врз Израел следниот ден. Ниту една земја не може да прифати безсмислено ракетирање на нејзините градови и ние не можеме да го прифатиме тоа. Ќе превземеме секакви неопходни акции за да ја вратиме безбедноста и да ги вратиме нашите луѓе безбедни во нивните домови. Израелските аналитичари велат дека досега и Израел и Хезболах се воздржувале од тотална војна. Израел не ја погоди либанската инфраструктура, како што се електрани, а Хезболах не пукаше во централниот дел на Израел. Гиора Ајланд, поранешен советник за национална безбедност, вели дека што ќе се случи потоа зависи од Иран, кој го контролира Хезбола. И иранците ќе им кажат да ја прекинат војната само ако има некаков меѓународен притисок, американски, француски или друг, за доброто на сите нас. Подобре да се запре ова ескалација, затоа што ако не го запреме тоа не само што ќе донесе тотална војна меѓу Израел и Хезболах, туку како што многу и други луѓе проценуваат дека тоа би можело всушност да создаде регионална војна. Израел останува во состојба на висока готовност за понатамошни напади на Хезболах. Училиштата во северниот дел на Израел ќе останат затворени, а болниците продолжуваат да работат под земја.